Најновото изненадување од таборот на синиот овал е новиот B-Max. По представувањето на S и C Max дојде време во компактниот сегмент да се представи уште еден мини моноволумен. Оно што е интересно кај овој модел за прв пат е направен со лизгачки врати, со задните лизгачки врати, што овозможува огромен простор во внатрешноста. Се разбира, кинетичкиот дизајн е имплементиран во внатрешноста, а како што гледате го нема класичниот столб и зајакнувањето на каросеријата е нешто поинакво. Но тоа не значи дека B-Max не е безбеден. Направени се и финалните испитувања за безбедноста и за дизајнот. Како што велат во Ford Motor Company, овој дизајн што го гледате зад мене, 85% ќе биде во сериско производство. Исто така, Вертрекот е една студија која ни покажува како ќе изгледа следната генерација на Куга. Овој модел е представен на Детроитскиот мотор шоу, но судејќи според вниманието кое му е одадено и се разбира публиката колку му посветува внимание, овој модел ќе постигне уште поголем успех од првата генерација на Куга. Арнесари е новата звезда на автомобилското небо што се однесува до дизајнот. Неговиот собственик тврди дека овој екстремен дизајн е подготвен за сите предизвици. Токму и затоа се вика Astro Bionics оваа изведба, која е способна да одолее и на ветер, и на вода, и на море, но и да се вози во Вселената. Може би е тоа само фикција, бидејќи не би можеле во Вселената си го однесете автомобилот, но навистина изгледот на Форнесари е навистина предизвикувачки. Како што сами можете да видите во внатрешноста на автомобилот, се е направено аскетски и да биде во име на функцијата. Во оваа каросерија имате простор за 4 патници кои би можеле да ги издржат сите оние лудории на возачот на било која подлога. За тоа се разбира потребен е и голем мотор, а тука е вграден V8 од дури 6000 кубики и 700 конски сили. Исто така, за љубителите на сурфањето и сите оние водени спортови, понуден е моделот кој стои зад мене. Исто е опремен со истиот V8 мотор, а името Тендер е дадено бидејќи е направен извонреден спој на метал, дрво и јаглеродни влакна. Astro Bionicsот не е за продавање, но Тендерот може да се нарача и препорачлива цена, доколку сте вие дилерот, би требало да биде околу 300.000 евра. Се прашувате зошто? Затоа што со овој автомобил не може да не бидете забележани, со овој автомобил не може да бидете како некој друг, ќе бидете само свој. Швајцарскиот автомобилски маг Франк-Ем Риндеркнехт секоја година се представува на Женевскиот мотор шоу, но овој пат представува еден модел кој и не е толку далеку од сериското производство. Како што сами гледате, едноставноста на овој дизајн ве асоцира дека ова е возило направено за слободното време или за на плажа, но од оваа студија би можело да произлезе сериски модел кој би бил адекватен за
употреба во секојдневието. Како студија, но и како евентуален серијски модел, Bamboo би бил задвижуван со електромотор, а дека работите не стојат на мртва точка, покажува и договорот со швајцарската моќна финансиска компанија Zurich Group, која во иднина, доколку би дошло до серијско производство на Bamboo, би го превземала финансирањето за купување на секој нов Bamboo. Може би во следните неколку години на нашите улици, но и плажи, ќе го видиме Bamboo во вистинско крајно издание.